Руските тенкови ја премина украинската граница пред 3 години овој месец, предизвикувајќи го најтешкиот конфликт на европско тло од Втората светска војна. На замрзнатите линии на фронтот, војната продолжува додека руските сили напредуваат. Секој ден ја потиснуваат украинската линија на фронтот, а некаде за километар или нешто повеќе. Моја проценка е дека тоа би можело да продолжи во текот на остатокот од оваа година. Освен на теренот, се чини дека геополитичките сили кои го обликуваат конфликтот брзо се менуваат. Русија и САД започнаа мировни преговори во Саудиска Арабија. Украина и Европската унија не се поканети. There will be some very significant alarm in European capitals about what might be discussed. Ке има многу значаен аларм во европските метрополи за тоа што би можело да се разговара во однос на безбедноста на нивниот континент. Еден вид на потенцијално навистина лош исход за европските престолнини е да откријат дека американците во основа ги ставија пред свршен чин за војната во Украина или не се информирани за евентуална мировна мисија. Велика Британија и Франција веќе рекоа дека можеби се подготвени да придонесат за мировните сили во Украина. Се проценува дека за тоа ќе бидат потребни најмалку 100.000 војници. The US seemed to have taken away Article 5, NATO's Article 5. Се чини дека САД го поништија членот 5 на НАТО за сите војници што ќе бидат распоредени во Украина. Тоа значи дека тие нема да бидат заштитени. Сосема е веројатно Русија да ги прекрши условите на каков било прекина огнот или мировен договор што може да дојде. Што тогаш и ќе се постави прашањето: каков одговор ќе имаат европејците тогаш? Европската унија соопшти дека обезбедила околу 145 милиарди долари воена, финансиска, хуманитарна помош за Украина во изминатите 3 години. Повеќе од половина од севкупната помош за Киев. Американскиот секретар за одбрана рече дека европската безбедност повеќе нема да биде приоритет. Вашингтон бара од сојузниците на НАТО да ги изголемат трошоците за одбраната. Where that money is going to come from is... Од каде ќе дојдат тие пари е клучното прашање. Веројатно Европската комисија е отворена да дозволи одредена флексибилност на нивните фискални правила. Но за сето тоа се уште е потребно време, па ќе биде навистина тешко. Тешки одлуки со длабоки импликации за Европа, коментира британскиот министер за одбрана Џон Хили. Одлуките што ги носиме во текот на следните седмици не само што ќе го дефинираат исходот од конфликтот во Украина, туку и безбедноста на светот за една генерација што доаѓа. Многу ми настравуваат дека тие одлуки ги носат други, а Европа не е во просторијата.